Добре дојдовте во новата емисија на Радио Еси, патуваме со Еси Радио. Денес, јас и вие слушателите ќе отпатуваме на едно прекрасно место, познато како Непал. Кога за прв пат ќе помислите на Непал, првото нешто што ќе ви падне на ум е веројатно Монт Еверест. Секоја година стотици луѓе од целиот свет се обидуваат во земјата да стигнат до овој славен самит. Но оваа земја навистина нуди многу повеќе од само највисокиот врв во светот и затоа ние сме овде да ги споделиме со вас. Главниот град на Непал е познат како Катманду. Тој нуди тони авантури, антички места, големи пазари за разгледување и храна за проба. Вистинското место да го почувствувате духот и културата на Непал. Покара е втор по големина град во Непал и е добро познат по својата лежерна атмосфера. Но сепак, доколку сакате одблизу да го видите Монт Еверест, местото за вас е регионот Еверест, познат како регион Кумбу. Без разлика дали се обидувате да го искачите самитот или едноставно пешачите кон базниот камп, нема да сакате да го пропуштите овој регион на вашата патека во Непал. Познат друг регион е регионот Анапурна. Ова е втор најпопуларен регион за пешачење во Непал, со тони различни опции за пешачење на различни нивоа, на тежина од Мохаре Данда до колото Анапурна. Кога зборуваме за религијата и културата, двете најчесто практикувани религии во Непал се хиндуизмот и будизмот. Често ќе најдете будистички ступи и хиндуистички храмови каде и да одете. При посета на храмовите и светите места, проверете дали рамената и колената се покриени во знак на почит. Најдобар начин да се помине низ Непал е да се возите со автобус. Сепак ќе ви требаат часови за да стигнете до местото што се оддалечени само 100 милји заради грубите патишта и градби. Ако патувате помеѓу Покара и Катманду, најдобро е да резервирате лет. И на крај, нема да најдете Убер во Непал, така што ќе морате да користите такси кога ќе ги заобиколите по големите градови, како што е главниот град Катманду. Избегнувајте ги патувањата во сезоната на монсуни, особено ако се надевате дека ќе направите некаков тренинг. Пијавиците, секојдневните дождови и облачното небо се рецептот за едно непријатно искуство со пешачењето во Непал. Во овој град, Катманду, но и во целиот Непал, се одржуваат голем број на фестивали, кои што се навистина големи. Еден од нив е познат фестивалот Дашаин, кој што се одржува во октомври. Оваа 15-дневна прослава е најважниот фестивал во Непал, каде што локалното население слави добро, освојувајќи го злото. Тихар е фестивал кој што се одржува исто во октомври. Тихар е 5-дневна прослава во чест на кравите, кучињата, враните и Лаксмија, односно Лаксми е божица на богатството и среќата. Можете да најдете свеќи, свечени фенери, осветлени како придонес на оваа божица, во кој што тие веруваат. Следниот фестивал, познат доколку сакате да го посетите, е Холи, кој што се одржува во март или во април. За време на фестивалот на бои во Непал, луѓето фрлаат балони со вода и обоен прав едни кон други за да шират среќа. Да го започнеме и списокот со најочигледното нешто што треба да се направи во Непал, а тоа е скок од основниот камп Еверест. Оваа маршрута за пешачење, ако сакате да станете блиски и лично да се запознаете со Монт Еверест.
И не ви треба водач за да стигнете до базниот камп. Појдете на час за готвење. Еден од најдобрите начини да се почувствувате како дел од локалната култура на Непал е да одете на час по готвење. Но ако готвењето не е ваша работа, обидете се да одете на турнеја со храна, наместо на час на готвење и навистина нема да зажалите. Доколку немате време да пешачите, размислете да направите живописен лет над Хималаите за да зафатите за чудувачки погледи и просторност на планинскиот венец. Може би ќе се изненадите кога ќе откриете дека Непал има широк спектар на диви животни, вклучувајќи мечки, носорози, тигри, слонови, крокодили, па дури и делфини. Одете до Националниот парк Читван или Националниот парк Бардија, за да се исполните од гледките на дивиот свет. Посетете ги страниците на светското наследство на УНЕСКО во Катманду. Еве еден забавен факт. Непал има повеќе места на светско наследство на УНЕСКО од која било друга земја. Затоа, навистина треба да ги посетите и да не ги пропуштите. Едни од нив е плоштадот Катманду, Патан, Бактапур и други. Да се биде во близина на Кина и на Индија, кујната на Непал е слична на онаа во другите делови на Јужна Азија, но со свој пресврат. Еве неколку намирници кои што ги препорачале да ги пробате доколку патувате вие во Непал. Момос. Тоа се кнедли на пареа кои служат со кикеритки или со сос за потопување на домат. Далпат или пападами, тоа се тенки крцкави крекери, ориз и сад со леќе. Ало дум се компири зачинети со ѓумбир, коријандер, ким, чили, куркума. Масала чај или млечен чај, кој што би бил најдобар да го пробате по долг ден пешачење или за време на една студена тура. Ако сте вегетаријанец или пак веган, вегетаријански мамоци далбат на Непал ќе ви бидат омилени. Откриете дека е лесно да се држите во вегетаријанската диета во Непал. Во Непал има неколку начини на кои што вие можете навистина сигурно да патувате. Поголемиот дел од водата во Непал не е безплатна за пиење. Ова значи дека неверојатно ќе купите флаширана вода, но избегнувате пластика за еднократна употреба со пакување на стерилен за да ја прочистите водата за 90 секунди. Понесете го целото ѓубре со вас, ако пешачите бидете внимателни со вашиот отпад. Носете торба каде што можете да го соберете целото ѓубре, бидејќи денес е познато дека Монт Еверест, освен што го има највисокиот врв во светот, е најголемата гробница, но и најголемата корпа за отпадоци. Бидете многу внимателни пред да одете во Непал. И без разлика и секаде во светот, прочитајте ги традициите, културата, религиите, обичаите на земјата, за да знаете што е соодветно и несоодветно однесување. Во овие земји вие сте еден патник, турист и треба да имате респект кон нивните обичаи и начин на живење. Сепак во Непал облечете се соодветно и покрите ги рамената и колената во храмовите и другите свети места. Но исто така, дајдете голема поддршка и на локалните жители. Поддржете го локалното население со резервирање на ручеци во мали ресторани и купување на ракотворби, создадени од локалните заедничи. Резервирајте локални активности за пешачење и туристички компании и на овој начин вие ќе се запознаете уште повеќе со Непал. Но во Непал е исто така треба да се знае дека секогаш се побарува дозвола кога се фотографирате.
Избегнувајте јавање со слонови, бидејќи во Националниот парк Читван многу често се гледа како се вози слон. И знаеме дека ова е штетно за животните, бидејќи тие не треба да се возат. Наместо возење со слонови, лучете се да шетате или пак да си изнајмете свој џип сафари. Непал е многу интересна земја. Ние накратко се обидовме да ги објасниме некои од најубавите делови кои што може да се посетат во Непал. Има снимано огромен број на емисии, документарни емисии, филмови познати, серии, токму во Непал, токму за Монт Еверест и големите авантури и патешествија на познати број планинари. Се надевам дека ви се допадна да слушнете за Непал. Па ајде сите заедно еден ден да го посетиме. Ви благодариме многу, тимот на СН Елис Радио. До следната емисија.